Радио дебата на УГД ФМ. Клучи се. Радио дебата на Универзитетското радио 17 часот 59 минути 30 на секунди порано започнавме ова издание на Радио дебата. Добре дојдовте на 91 МГц, добре дојдовте на фреквенцијата на Универзитетското радио. Почнуваме едно најново издание на Радио дебата. Се надевам дека ќе биде интересно и денеска, затоа што знаете секогаш избираме интересни теми во Радио дебата на УГД ФМ. Денеска дебатираме на една исклучително актуелна тема, а тоа е темата револуциите како арапската пролет можат да донесат стабилна демократија. Тоа е тезата која што е поставена во ова издание на Радио дебата. Ќе ја дебатираме заедно со моите дебатери овде во студиото, со Кристијан Панев и Мартина Ѓоргиева, кои што се студенти, млади луѓе, и од другата страна во спортивниот тим професор доктор Страшко Стојановски и Војо Маневски, кои што се на некој начин гости во ова издание на Радио дебата. Инаку Страшко Стојановски е професор на правниот факултет, Војо Маневски е долгогодишен новинар, аналитичар и донеодамна советник во Советот на општина Штип. Мислам дека ќе биде интересна оваа дебата. Најпрвин, сосема како што е редот на стартот, јас го правам воветот за тоа за што ќе зборуваме денеска, а ќе зборуваме за револуциите како што се арапската пролет, она што беше актуелно. Револуциите во принцип значат израз на масовно незадоволство, нагла, брза промена на нешто во општеството. Најчесто низ историјата станува збор за промена на цели општества или општествени уредувања. Често револуциите не се пречекани баш најдобро од страна на властите и преминуваат во крвави војни. Ние денеска во ова издание ќе зборуваме токму за тие револуции, но овие најмодерните, ако можам така да кажам, најмодерните револуции кои што се инспирирани од едно ментално созревање на граѓаните или пак од една невозможност повеќе да се издржи режимот на владетелите. Ќе зборуваме за арапската пролет, серија на револуции кои што се уште траат низ арапскиот свет. Дали тие може да донесат стабилна демократија во контекст во било кое општество, не само во општествата како што се арапскиот свет. Арапските протести е серија на протести кои што започнаа на 18 декември 2010 година во Тунис, се проширија во Египет, Алжир, Јемен, Јордан, и со мали инциденти се случуваа и во Мавританија, Саудиска Арабија, Оман, Судан, Сирија, Либија, Мароко. Страат се уште во голем дел од државите, некаде се воспоставија власти, но како се воспоставија, токму затоа и ќе дебатираме во ова издание на Радио дебата. За почеток, нормално, први говор имаат тимот на афирмативците, Кристијан Панев со своите 7 минути. Да ги подсетам од спортивниот тим дека имаат можност, односно право на 2 реплики во текот на говорот на останатиот тим, односно доколку имаат нешто да ги прашаат, да им се уфрлат во говорот, слободно можат да го сторат тоа. Кико повели? Здраво до сите слушатели на Универзитетското радио. Најпрво, во мојот говор би сакал да издвојам неколку работи, односно неколку елементи кои што би ги зборувал. Најпрво би зборувал за идејата на арапската пролет како протест, како идеја која што се формира во овој период во кој што веќе постоела, и потоа ќе зборувам за постоечките институции во арапските земји, онаму каде што се случувала арапската пролет, и нивната реформа, односно нивниот прогрес гледано на долг рок, бидејќи процесот на демократизација според мене не е процес кој што е краткотраен, туку е процес кој што на долг рок единствено така може да успее. Почнувајќи од тоа, најпрво би зборувал за идејата на арапската пролет, односно протестите кои што започнуваат. Почнувајќи од тоа дека во земјите во кои што започнувале влада е пред се вообичаено се диктаторски земји, каде што постојат диктатори, каде што постои висок степен на неписменост и неразвиеност на земјата од една страна, од друга страна условите се такви да постои исто така сиромаштија, има скапа храна, има недостаток на вода и основните потреби за живот. Гледајќи Кико, ќе морам да те прекинам затоа што имаат реплика веќе од спортивниот тим. Кога прочитате GDP-то на Либија, бесплатно школство, бесплатно здравство, ги праши некои либиците дали им требаше волку мртви или се работи за интересите на меѓународниот капитал. Значи тезата дека 92%, 90%, 50%, не е важно, поголемиот број од граѓаните се неписмени
и се незадоволни социјално не држи, барем за Либија, за Египет до некаде, за Сирија никако не држи. А слободата, нали, како универзална категорија не е врзана за бројки, туку за чувство, а дека конкретно да кажеме и Тунис, дека се случува, дека беше тоа што во светот го слушаме преку CNN, дека 90% неписмени луѓе, или Алжир, да не подсетам, Алжир 150 години беше француска колонија, кај се роди едни од поголемите француски денешни филозофи, мислители, академици и така натаму. Сте слушнали за Едгар Алан По, например. Сте слушнали за некои од големите француски поети. Нели, која пишуваше страница? Ками? И па тој е алжирец. Океј, меѓутоа поентата е дека условите, односно предусловите кои што ги бара транзицијата како промена од едно општество во демократско општество се неопходни за да постои таа транзиција. Неопходно е да постојат пред се развиена свест на луѓето и развиени услови и слободи за да можат самите тие да се стремат кон едно општество. Тешко е за такви земји со млади популации да зборуваме за дека ќе се движат кон политички систем како на запад. Можеби ќе стигнеме до тој момент каде што големите земји од западот се вмешуваат во еден вид на демократизација за своји интереси, меѓутоа поентата е дека предусловите кои што постојат во таква земја се причина за постоењето на арапската пролет. Помалку или повеќе, меѓутоа се причина за почнувањето на револуционерните протести на арапската пролет. Се извинувам ако може кратко само. Секако да, нормално. Не би сакал да го прекинувам на почетокот, така. Се извинувам уште еднаш. Значи формално гледано спомнавте термин диктатура. Дали знаете како се одржуваше на власт Мубарак? Чи тој одеше на избори секој 5 години или секој 4 години. Значи различни се изборните периоди, меѓутоа таа формална демократија за која што вие зборувате таму постоеше. Суштинската демократија е прашање за кое што можеби до некаде сте во право, дали таа постоеше, дали тие режими беа инклинираа кон тоталитарност или не, меѓутоа формално по дефиниција основните принципи на демократијата беа присутни во сите овие земји. Благодарам. Токму тој ќе ми биде поентата во вториот дел од говорот. Првиот дел ќе го насочам кон идејата на револуциите на арапската пролет како до идеја која што се стреми кон подобра вредност, но дека вториот ќе ми бидат оние веќе постоечки формални институции во арапскиот свет. Кога сме кај идејата, мене лично идејата на арапската пролет преку револуции, протести, граѓански војни некаде, да се постигне една демократија, можеби како идеја не е толку добра од причина што би се нормално е дека би имало определен број на жртви, а нели човечкиот живот е основна вредност и основно право кое што би требало да се заштитува. Меѓутоа, доколку разгледаме дека сите промени било кога во општеството во одреден период, па дури и на запад кога преминувале во демократско општество, се случиле со револуции, се случиле со протести на улиците, со самозапалување, каде што ги има милион примери во арапскиот свет, тогаш идејата за промена на кон демократија, кон оно кое што народот во тие земји го посакува, како идеја е легитимна и стои до тој степен да арапската пролет може да донесе до стабилна демократија, гледано на долг рок. Не велам дека тоа би се случило за година, 2-3, меѓутоа можеби за 10, 20 или 50 години, таквата арапска пролет може да биде причина и повод за да настане стабилна демократија. Одејќи понатаму, се веќе оно што го спомнавме или го начавме, оние постоечки институции кои што ги има во арапскиот свет. Значи, постојат веќе одредени институции како што се, еве во Египет е Народното собрание како нивен долен дом и Советот како нивен горен дом, што значи дека постои веќе собрание кое што е еден предуслов или една институција која што постои во современите демократски земји. Таквото постоење на собранието, да, вистина е дека не работи на демократски начин, поради тој таму не можеме да зборуваме за фактичка демократија моментално во тие арапски земји или во времето кога се случувала арапската пролет, меѓутоа нивното постоење на такви земји е во многу тесна линија да се случи истото да биде
и истото да стане демократско. Со овие со промени и реформи кои што се неопходни и потребни за исти да се сменат, може нели да се насочиме на долгорочно ниво, сепак ќе напоменам дека истите би можеле да станат демократски. Исто така, овде би напоменал една работа дека арапските земји имаат добар пример по кој што би можеле да се водат за да постојат демократија. Турција е очигледно солиден пример како арапскиот свет може да владе демократија, односно како во арапскиот свет би можело да се воспостави еден демократски режим. Гледајќи од тој аспект, кога по Турција менталитетот горе-доле е сличен, да речеме, бидејќи имаат иста религија, имаат едни слични предуслови, кои што можеби Турција овие битки ги водела некаде подоле низ историјата, меѓутоа можеби времето во кое што арапските земји се соочуваат со овој момент е можеби сега. Поради тоа би зборувам дека арапската пролет, односно оние револуции и протести, граѓански војни кои што се случуваат во арапската пролет, во арапските земји, можат да бидат одличен предуслов за на долг рок да се постигне една стабилна демократија. Следејќи понатаму, доколку ги оставиме случувањата во последните 2 години кои што се случуваат во арапските земји, можеме да забележиме дека одреден прогрес или одреден напредок во овие земји е постигнат. Гледајќи од тој аспект, најпрво еве да го земеме Египет за пример. Во Египет за прв пат се организираше референдум каде што излегоа 77,2% од луѓето да гласаат на тој референдум. Референдумот како институт всушност представува една демократска алатка на кој што луѓето ќе можат да го кажат своето мислење, односно демократска алатка кај што луѓето ќе можат да се изјаснат за одредено круцијално прашање кое што е од особена важност како за земјата, така и за нив. Следејќи го ја таа придобив која што ја добиваат со протестите кои што се дел од арапската пролет, можеме да заклучиме дека одреден степен на прогрес, одреден степен на напредок кон демократизација на оваа земја е постигнат. Гледајќи од тој аспект дека одреден степен на напредок има во Египет го зедов како пример, верувам дека има и други примери, како што, например, во Алжир, каде што Абдул Азир објавил дека ќе се стави крај на вонредната состојба, каде што во Тунис владата била соборена и нивниот владетел се повлекол. Значи, со такви, можеби сега за сега минимални напредоци, сепак верувам дека на долг рок таквите напредоци создаваат одлична клима за да се подобри ситуацијата во земјата и нормално под влијание и на надворешните сили, нормално под влијание и на Обединетите нации и пред се западниот свет кој што од различни причини, можеби вистинските причини не се демократизација на тие земји, меѓутоа од различни причини да влијаат за демократизација на таквите земји и да влијаат за да се донесе еден вид на демократија. Во овој период нестабилна, меѓутоа на долг рок таквите причини може да бидат добри поводи за да се создаде позитивна клима и стабилна демократија. Кико ти благодарам, со оглед на тоа дека малку и повеќе од 7 минути, но имаше 2 реплики, па оправдано на некој начин. Овде може да направиме една сосема кратка пауза, навистина интересно, уште на стартот на издание на Радио Дебата, правиме една сосема кратка пауза и веднаш потоа го слушаме ставот на останатиот тим, односно на експертите кои што се овде денеска заедно со нас. Го слушнавме ставот на младите студенти, односно на Кристијан Панев, веднаш потоа ќе ослушнеме ставот и на оние кои што сметаат дека револуциите како арапската пролет не можат да донесат стабилна демократија. Останете на оваа фреквенција. Радио Дебата на УГД ФМ. Вклучи се. 2 тима, една тема, многу аргументи. Подгответе ги и вашите. Дебатираме во Радио Дебата на УГД ФМ. Продолжуваме со Радио Дебата на Универзитетското радио. Дебатираме на тема револуциите како арапската пролет може да донесат стабилна демократија. Слушнавме интересни аргументи од тимот на афирмативците, односно од студентите кои што сметаат дека револуциите како арапската пролет може да донесат стабилна демократија. Со оглед на тоа дека се млади, можеби и е логично дека поддржуваат револуција, поддржуваат бунтовништво. Ќе го слушнеме ставот на оние луѓе кои што ни се денес овде во студиото, кои што сметаат дека револуциите не може да донесат стабилна демократија. Ќе го слушнеме ставот сега на Војо Маневски, долгогодишен новинар, аналитичар, кој што смета дека револуциите како арапската пролет не може да донесат стабилна демократија. Војо, повели. Благодарам, прво да ги поздравам сите ваши слушатели, млади луѓе и овие што од другава страна од нас овде дебатираме, прилично жестоко и така треба. Ќе почнам право со една
така да не кажам изрека, срамота е млад човек да не биде револуционер и левичар, а греота е во мои години да не си дестичар. Тоа е едно од мислењето од 20-тиот век, а јас лично мислам дека со некаде есента 2008 година, со банкротирањето на големите банки во светот и мислењето на најголемиот број на англиски не аналитичи, туку професори и економисти од така наречената лондонска економска школа, кога знаењата што досега ги имавме, да не кажам формулите, веќе тешко дека ќе може да ги пополниме со содржина. Сега, дали, овде го споменавме и Хегел, дали содржината ја надмина формата или формата ја одредила уште содржината, нека одговорат филозофите. Еве го моево мислење по ова. Јас не мислам дека револуциите донесуваат среќа, донесуваат рекомпонирање на општествените политичките елементи во едно општество. Меѓутоа среќа не се донели досега. Не верувам дека ќе донесе така. Ја изоставиме американската револуција која формира една држава, ма да подсетиме, се до 1865 година законски имаше робство во таа демократска држава. Да подсетиме дека француската буржојска револуција однесе 20 и нешто посто од сите жители на француското царство, кралство на Луј XIV, дека германските револуции, кои беа, како така наречени, повеќе филозофски, се револуции кои однесоа многу животи. Да не зборуваме за руската, еве ги денес цифрите, не знам колку следат овие млади луѓе, некои броеви кажуваат дека од октомвриската револуција, ноемврска револуција, па се до 45-та година 60 милиони луѓе настрадале во Советскиот сојуз или и Руското царство. Замислете, 60 милиони луѓе. Нема, јас така мислам, дека револуцијата донесува промени, меѓутоа цената е голема. Може би самиот чин на револуција и не е секојаш толку насилен, иако неприродно би било да се менуваат работите, а да нема трунка насилство. Проблемот на воспоставување на мирност по револуцијата секојаш се плаќа со човечки страдања. Нажалост е така досега во историјата, а единствена земја која што направи најмногу се обогати во револуциите во светот е Обединетото кралство, кој имаше индустријска револуција, а не имаше класна револуција. Знаете дека од Магна Карта, Либертатум, па досега Англија живее со промени нормално, меѓутоа Черчил рекол, кога се скарале со Дизраели, му рекол, ајде ти донеси ми примерок на англискиот устав. Такво нешто не постои. Сега, кој народи каква среќа имале, така живееле. Интересна е, милениумска е историјата на Блискиот исток. Да не се враќаме многу во историјата. За римјаните тој близок исток бил Европа. Те го нарекувале Либија. Тамо е роден еден од најголемите римски цареви, Септимије Север, Александар Север. Не знам дали знаат помлади луѓе дека тамо еден од најубавите градови сум бил тамо. Од античко време, тоа е Магна Лепта, огромен простор, кај сте родиле многу филозофи, Таците роден таму и така натаму. Значи, ова што сега се случува, има неколку лица и наличја. Ако ги оставиме теориите на Лукач за светскиот заговор, не знам дали меѓу вас има некој од материалистите, професорот го знае, унгарскиот филозоф материалист Лукач, кој бил пријател на еден наш штипјанец по име Тодор Павлов, и тој ја има така глорификувана таа филозофска теорија на одразот и теоријата за светскиот заговор. Дали го има, дали се сионските мудреци, не знам, јас то не знам, знаат некои други, меѓутоа, дека се работи за прекомпонирање на влијанието на северниот дел и енергетските ресурси, тоа е повеќе од очигледно. Не верувам дека еден либиец, кој е конгломерат од старите народи кои живеат во Северна Африка со арапските племиња, овде има
туарешки племиња, дека е посреќен од моментот кога го убија полковникот Гадафи. Гадафи беше карикатура, како личност, нели, рече Джамахирија, социјалистичка република. Меѓутоа, броевите велат вака. За 27 години 200 милиарди долари се вложили во земјоделие, во економија, во нешто што го подобрува животот на либијците. Дали некој се сеќава, млади пријатели, колку пари се вложи во нашиот југоисточен дел од Европа? И така натаму. Да не го глорификувам. Во суштината на неправедноста на системите во кои што живеат тие луѓе произлегува и од, професорот би рекол, студират помеѓу мистичноста и прагматичноста на секојдневното живење, што правниците знаат дека ако не се стави мистичноста во правни канали, тогаш таа станува загрозувачка за системот, затоа што е недофатлива, не ставена во калап. И од другата страна, оно што им се случува на овие народи е диспропорцијата помеѓу, јас така мислам, меѓу оно што е превладувачки облик на организација на држава и нивните навики, нивната култура и нивното миленијско живење во шеријатското право. Ќе ви кажам само неколку примери. Ција и председател Картер го изненади иранската исламистичка револуција. А да ви кажам нешто, дека стандардот на иранците, па и оној демократскиот, како ние што велеме, под владењето на Реза Пахлави, не беше помало од колку кај Чаушеску. Не беше помало. А да не зборуваме за начинот на живење. Не знам дали сте гледале филмови дека во времето на Реза Пахлави американците најмногу од кадилаците продавале во Техеран. Што не помни во денес, нели? Меѓутоа ги изненади. Еве Турција, во неформалниот разговор, се согласувам со професорот кој вели дека и Турција клизи кон, така, се лизга кон исламистички начин на организација на држава или преовладување на правилата. Не мора да бидат тие од ширијатското право. Значи, строго ставени. За ние етичките, моралните категории, начинот на живење, култура. Замислете еден туарек од Тунис, например. Кој со генерации и генерации живее така и денес му доаѓа и современието има некои нови форми и тој треба да прави парламенти. Нема да направи парламент по обликот на францускиот и англискиот, затоа што племенскиот водач кај него е мистична фигура. Имаат реплика, ќе морам да те прекинам, затоа што Кико има Кристијан. Затоа е дебат. Така, Кико повели? Само кратко прашање. Доколку револуцијата, оно што се случува во арапската пролет, не е вистинската формула, која според вас би била вистинската формула за да се демократизира тој арапски свет? Затоа го почнав и ово моје излагање дека светот е по потрага по форми на организирање на општеството. Јас мислам да си го одбера тоа што најголемиот број од граѓаните на тие земји, најголемиот број на граѓани им е најблиску. Не велам дека треба да биде Исламска република. Не велам, ако и нив ги прави срекне, нека биде Исламска република. Ние ќе одиме само како туристи, така? Ама, ако формите на организирање преку политичко организирање, плурализам, парламент, избор на председател, нив не ги прави срекни. Тие не може да изразат својата волја. Јас затоа ви реков ни случајно, замислете ги жените од Тунис. Замислете ги сега, или во Алжир, а погледнете Алжир 61 пред револуцијата на Бембела, да видите, затоа не случайно реков дека таму е роден и живеел Ками, да видите дека по главниот град по Алжир се движат во француски фустани. Значи, движењето на светот не е по нагорна линија, за несреќа светската цивилизација се движи по амплитуда горе-долу, во зависност од тоа од кој ракурс и како гледат. Сметам дека арапската пролет е почеток на раскинување на еден куп на послушници на различни системи од Запад, кои степенот на корупција го доведоа до ниво на живење, до ниво на владење, зашто, колку се вистините правилата, формациите, ама семејството на Гадафи имало 1 милиарда долари во светот. Значи, тоа е корупција, тоа не може да биде негова плата.
избран полковникот или Насер, кога го тогаш беше 30 милиона египтјани па ги во неспес кога почина 69 година, или например, не знам вие сте помлади професорот и тоа е млад, ама треба да се сеќава кога и убие Садат, така, го уби војската. Така, вред, доколку тоа се со оглед на тоа дека и по 7 минути почнуваме многу теми. Почнуваме, отвараме многу тези. Јас само ќе споменам дека има некои прашања кои што се поставуваат на интернет, мислам дека се однесуваат повеќе на тимот на студентите, на помладите, а тоа е зошто мора една револуција да заврши со воведување демократија. Поставува прашање еден слушател на Facebook. После ќе одговори Кико после кратката пауза која ќе направиме, затоа што веројатно им треба време да го смислат соодветниот одговор. И уште еден коментар имаме на социјалните мрежи, а тоа е дека веројатно станува збор кога спомнавме за тоа дека Мубарак бил избран на демократски избори, коментираат дека станува збор за демократски режим. Правиме една кратка пауза после ставовите на Војо Маневски и се враќаме веднаш во студиото да изслушнеме вторите говори од ова издание на Радио Дебата. Бидете овде, дебатираме на тема револуциите како арапската пролет може да донесат стабилна демократија. Радио Дебата на Угада ФМ. Клучи се. Два тима, една тема, многу аргументи. Подгответе ги и вашите. Дебатираме во Радио Дебата на Угада ФМ. Продолжува Радио Дебата на 91 МГц. Слушнавме исклучително интересни аргументи од двете страни. Слушнавме многу тези кои што се поставија, односно ги слушнавме првичните говори од двата тима. Наред се вторите говори. Сега ќе слушнеме Мартина Ѓоргиева, која што од тимот кој што смета дека револуциите како арапската пролет може да донесат стабилна демократија. Во меѓувреме, само да ги потсетам нашите слушатели дека можат своите коментари да ги остават на facebook.com/Угада FM, таму можат да дебатираат и нормално да ги прашуваат нешто доколку имаат нашите гости. Ние секако ќе ги прочитаме тие прашања во живо овде од студиото на Угада FM. Инаку морам да споменам дека дебатата повторно се снима и како видео материјал. Ќе имате можност веќе од идната седмица да ги проследите на официјалните канали кои што се на Универзитетското радио, Универзитетот Гоце Делчев, кои што се на интернет. Предлагам да и дадам збор на Мартина, која што го застапува ставот дека револуциите може да донесат стабилна демократија. Мартина, повели. Благодарам, Игор. Здраво и од мене. Најпрво би сакала да ги поздравам сите слушатели на Универзитетското радио. И јас всушност мојот говор би го започнала, односно би го насочила кон тоа процесот на како би можела токму една револуција да донесе кон една демократска држава. Најпрво би го споменала Египет како најголема арапска држава и една од оние кои што досега имале низа на протести, односно мини револуции, можеби и некои понасилни. Меѓутоа, Египет представува еден од најдобрите примери за тоа како всушност имаме претварање, односно транзиција на една држава во демократска држава. Поентата е во тоа што во Египет имаше референдум кој што беше со голема излезеност и референдумот всушност го представува прогресот за кој што ние како афирмативен тим зборуваме. Всушност, веднаш по референдумот се карактеризира со тоа што во првите минути по отварањето на гласачките места се создале редица на граѓани кои што биле дојдени да гласаат за новиот устав кој што бил актуелен во тоа време, бидејќи тие сметале дека токму на тој начин ќе можат да го искажат своето мислење. Референдумот всушност им ветувал повеќе работи, како воведување или заекнување на судството, односно воведување на некои работи кои што ќе одат во прилог на граѓаните. И токму затоа излезеноста била толку многу голема, односно била многу поголема за разлика од претходните референдуми, односно од претходните обиди кои што биле правени во некои други муслимански држави. Исто така, голем напредок со овој референдум е тоа што
Мохамед Ахмед, кој што во тоа време бил претседател на Врховен судски комитет, всушност ги наблюдувал изборите, смета дека тој го објаснува односно значењето на овој референдум како вистински референдум, бидејќи тоа е првиот референдум како што веќе споменав, кој што има доста голем одзив, и при тоа тоа е првиот референдум на кој што луѓето сметале дека го искажуваат своето мислење во однос на цели кој што се навистина важен за нив. Сите ние знаеме дека Египет како центар на арапскиот свет представува добар пример за тоа како може да се создаде една стабилна демократија. Кико во својот говор ја спомена Турција, па затоа аз би сакала да се надоврзам. Ние велиме дека Турција е добар пример затоа што всушност овде исламската религија која што постои во двете земји може да дозволи демократија, со тоа што ќе имаме фер и слободни избори, а истовремено ќе имаме и релативно слободни медиуми. Постојат и други муслимански држави како покрај Турција кои што успеале всушност во овој процес. Овде би ја споменала Индонезија. Индонезија тоа е земја во која што имала револуција која што е наведом слична како оваа во Египет, а тоа е со тоа што имаме револуционери кои што всушност се представници на средната класа и со така си млади протестанти кои што успеале да се изборат за тоа и успеале да ја надминат таа транзиција, односно дошле до една демократска земја. И таа денес Индонезија всушност представува една од најголемите земја која што всушност со најголема муслиманска демократија. Исто така би сакала да ги споменам и веќе. Имаат реплика, повели Војо. Муслиманска демократија. Значи, видите, кованјето на поемите, содржината со крстењето, македонски речено, не води никаде. Нема муслиманска демократија. Има само демократија. Нема христијанска демократија. Што би било сега демократија на Мали? Или не знам, демократија на северните народи таму. Како се? Има мислеше на демократија во која што доминантно населението. Има си дефиниција што е демократија. Нема муслиманска демократија. Според мислењето на муслиманите, шеријатското право е шеријатскиот начин на живот е демократија. Добро, но и демократијата во муслиманските земји е уредена по некои правила кои што ги препочита муслиманството, односно нивната религија. Која? Па некои одредени правила како не знам, не смењето јавно бакнување, да се води девојката. Тоа е против демократски или демократски? Не, тоа е во демократска држава муслимански принципи кои што се воведуваат во демократско уредување. Оди ги бркаме поимите. Демократијата е систем и процедура на донесување на одлуки однапред пропишан начин. А то дали некој се бакнува на улица, ама благаврска не постои демократија. Се работи за човекови права. Значи, дали човекови правата на граѓанинот, на човекот кој живее во државата, да ве прашам нешто, а $3 од саат на работа е помалку демократија или $30? Или бакнувањето на улица е вртна демократија, а $30 во джеп платиш струја, сите трошкови, не знам, живееш со економска слобода или тоа што ќе се бакнеш на улица? Или тоа што низ референдум, како форма, најдемократска форма, овде е форма, се дојде до една одлука. И што се донесе одлука? Победи во Египет исламистичка странка, така? Ги читате ли нивната програма? Враќање на шеријатството. Што ќе би... демократска држава е најголемата муслиманска држава на светот е Пакистан, така? 200 милиона, огромна држава. 200 милиона. Од едната странка 4 пати досега завршуваат со убиства. Не знам дали сте го читали интервјута на Мушараф, поранешниот нивен началник на генералштаб и председател. Сега избега, па се враќа. И тоа е процедура, има парламент, дводомен парламент, избори, тој и таму има по 500 мртви на изборите, ама голема чудо. Формата е задржана. Значи, буквално, кога се држиме само до формите, тоа е обланда. И вие може да купите една убава наполитанка, вака од озгора со чокола, ама да не се јаде. Просто да се прегида. Уред? Добро, остатокот од мојот говор би го посветила на оние институции кои што постојат конкретно во овие земји за кои што сега зборуваме. Според многу податоци, овие институции кои што постојат во овие земји се наведом многу слични на институциите кои што постојат во демократските земји, па затоа најверојатно се смета дека со многу малку помош кон овие земји би можело токму овие земји да се насочат кон стабилна демократија, за да станат вистински на еден начин. За тоа што арапските диктатори кои што се зголемиле за време на
одржувањето на изборите, со тоа што дали во однос тоа би сакале да им покажат на своите граѓани дека работат за нив, односно дека реформите кои што ги прават се демократски, и без оглед на тоа колку недемократски изгледаат овие режими, едноставно постигнато на овие институции е корисно кога си има револуција, со тоа што се овозможува можност за транзиција кон на нова демократија. Одамна се одржувале избори за парламент кои што според податоците кои што ги видов имале многу лош одзив затоа што граѓаните не сакале да излегуваат на избори затоа што сметале дека има местење на гласови и дека главната опозицијска партија која што била на тогашното муслиманско братство морале да бидат независни, односно немале никаква улога во тоа, исто како и локалните избори за советнички места се сметале за лажни и оние како за националниот парламент. Сега исто така слушнав дека постои некоја нова стратегија за да може да се обезбеди нова доминација на начинот на кој што ќе може да се гласа со цел граѓаните повеќе да излегуваат. Како и да, поентата ми е тоа дека тоа можеби не е најдобра демократска традиција, меѓутоа барем представува почеток на нешто што води кон еден начин на демократско уредување. Овие институции можеби не работат на најдемократскиот начин, меѓутоа тие може да станат демократски, за тоа што ќе се креираат потребната контрола и рамнотежа помеѓу самите институции, за да можат да прераснат во демократија. Можеби ќе биде потребно подолго време, меѓутоа сепак тоа би можело да се случи на тој начин што на крај исходот би било тоа што луѓето ќе има доверба во самата влада, ќе нема да се бунтуваат, односно ќе излегуваат да гласат затоа што ќе знаат дека ќе имаат можност слободно да гласат и на тој начин едноставно една држава прераснала во демократска. Тоа би било се. Во ред, ти благодарам. Ќе дадам збор на другиот тим, односно на професорот Страшко, кој што исто така побара реплика, но претходно само да напоменам дека имаат можност да одговорат и на прашањата од тимот на афирмативците кои што беа поставени, веројатно ќе одговорат после репликата која што има професорот Страшко Стојановски. Професоре, повелете? Значи, од нашата студентка беше споменато дека муслиманското братство било на некој начин репресирано во минатото, што е факт. Меѓутоа, исто така е уште еден факт дека идеолошките творци на едно движење кое што денеска е многу познато во светот и кое што се нарекува Ал-Каеда, дојдо токму од тоа муслиманско братство. Че тие поминале некоја линија и затоа можеби биле репресирани. Не велам дека тоа е во ред или не е во ред, меѓутоа еден Саиб Кутуб, кој што беше идеолошки творец на целото радикално исламско движење, денеска сите мислат дека тоа дојде од Саудитска Арабија, да, таму ги црпе корените, меѓутоа суштински дојде од Египет. Неговиот најголем ученик беше денешниот лидер на движењето Ал-Каеда. Значи, тие поминале некои граници и треба да разграничиме радикален исламизам од исламизам кој што можеби тежне кон демократија. Само тоа. Во ред, ви благодарам и интересни аргументи слушнавме од ова страна, слушнавме дебата за тоа дали постои исламистичка демократија, сепак демократијата како и различно може да се толкува од различни луѓе, многу мина ја толкуваат како збир на процедури и правилно демократијата, барем во на западна смисла, значи и ментален склоп на граѓаните во секој случај. Мартина спомена за тој начин на уредување кој што многу исламистички држави денеска го имаат во светот како исламистичка демократија, да речеме најблизу нам ни е Косово, кој што се обидуваат на некој начин да воспостават таков вид на исламистичка демократија и во начинот на склоп на менталниот склоп на граѓаните. Во има реплика, да, очекував дека ќе реплицираш на ова. Кој тоа во Косово има во кој документ го пишува тоа дека има исламистичка? Еве изјавата на Атифекте Јахја, која е председател, нели? Која вели, слушате вчера и на премиерот на Косово. Косово мора да има стандарди европски. Така, но, например, Турција се спомена исто како пример. Турција, која во Уставот има член 5, во кој што пишува генерал штабот на турската војска, може да го распушти парламентот кога националната опасност за Турција е голема. Не, зборувам, значи, тоа е демократија. Зборувам и за основните човекови права, кои што вие не ги сместувате во демократски принципи, иако се основните човекови права произлегуваат од човечкото битие и желбата негова за слобода и организација во општество во кое што ќе биде среќен.
Доколку системот ги санкционира, ги постави во правниот систем. Да, но не значи само дека ако има гласање дека е демократија, да се разберем. Германците излегуваат 142%. Ако во Египет излегле 72%, 37%, неважна бројка, излегуваат и дека ако со тоа што повеќе граѓани ќе излезат на изборите, ќе има поголем степен на демократија, тоа не иде. Така. Французите излегуваат со 38% на локалните, така. На последните парламентарни избори немаше 50%. Иако Петата република го бара тоа. Значи, излезноста на изборите не е одлика на демократичноста на општество. Корпусот на човекови права и заложбата на поедниците, заедниците, цеховските заедници, интелектуалниот свет е интегритетот на поединецот и неговата одбрана. Тоа е најважно во време. Ако поединецот во Израел, во Египет, поединецот во Египет го заедно во својата околина успеа да ја изрази својата личност и да биде слободен. Ви велам, слободата е лично сваки. Материалистите велат слобода е осојзна нужност, нели? Ја може да скокнам од пети спрат, слободен сум да скокнам, а нужно е да загинам. Така, ви благодарам, но сакав само да појаснам затоа што остана некои работи недоречени за исламската демократија особено. Значи исламска демократија се дефинира како демократија во која што се вградени исламските принципи и правила, како на пример ја споменав Турција, не го докажав примерот, на пример е забрането користење на YouTube. Значи се дефинира како демократија, има гласање, но работите кои што произлегуваат од нивната религија дека не смее да се навредува Мохамед и слично, им дозволува на властите да блокираат YouTube и различни други мрежи на интернет кои што значат на некој начин демократски начин на живење, со кој што автоматски го подразбира слободата на говорот и на изразувањето. Повелете, професоре? Само една реченица. И премиерот на Турција користи прокси сервери и се вклучува на YouTube. Мислам, сите се вклучуваат. Па да, тоа е желбата за слобода. Сум го слушнал, така да. Тоа е желбата за слобода. Сите знаат дека можат алтернативно да се вклучат. Орето, ви благодарам. Овде правиме уште една кратка пауза, слушаме малку музика, се враќаме со ставовите на тимот негативците, поточно на професорот Страшко Стојановски. Интересна е оваа дебата, останете на оваа фреквенција. Два тима, една тема, многу аргументи. Подгответе ги и вашите. Дебатираме во Радио Дебата на УГД ФМ. Радио Дебата на Универзитетското радио, дебатираме на една многу интересна тема и навистина една плодна интересна дебата произлезе од сивови аргументи кои што беа изложени денеска овде и се уште ќе се изложуваат, имаат збор, има сега моментално професор доктор Страшко Стојановски, професор на правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев, кој што и веднаш пред да се договориме за ова радио дебата, рече дека навистина е интересна темата затоа што како феномен арапската пролет за него лично била многу интересна и интензивно ја следел низ годиниве. Професоре, повелете со вашите аргументи. Благодарам уште еднаш, благодарам на поканата и би сакал да ги поздравам сите слушатели на Радио УГД ФМ. Би ја започнал темата со оно што го спомна мојот соговорник, односно веќе во исти тим сме, во Еманевски, кој што кажа дека младите тежнеат кон револуција, можеби повозрастните се поконзервативни или поинертни во тој дел, и ова е многу природен процес. Знаете, приоритетот на младите е да бараат слобода, да бараат помала контрола. Таа контрола можеме да ја видиме и на микро и на макро ниво, додека возрастните имаат сосема други приоритети и бараат стабилност и бараат некаков просперитет во животот. И сосема е нормално, ви викам, биолошки ако гледаме е нормално, а не пак да зборуваме социјално во текот на самиот општествен развој. Мојот акцент или акцентот на кој што би сакал да ја ставам мојата дискусија е повеќе на улогата на младите, која што мислам дека и се подразбира во досегашниот дел од дискусијата, улогата на младите во овие револуции, затоа што самите револуции беа генерирани од младите, но иницијално јас би сакал да почнам малку подалеку. Војо Маневски може би се сеќава на 1968 година, што се случи во Франција, потоа се прошири како бран низ цела Европа. Тоа се студентските протести, студентските движења, има рефлексии дури во Македонија, може би многу помали. Во Белград имаше, во Белград имаше многу поголеми активности
Иницијално настана, можеби без причина. Дури и денеска се дебатира дали имаа причина студентите, кои беа нивните цели, кои беа рефлексиите или реперкусиите на овие движења. Во суштина се развива различно во различни средини, некаде беа прераснаа во национални, некаде прераснаа во анархистички движења, некаде социјалистички, антитоталитарни, продемократски и така натаму. Во суштина, знаете што се случи во таа 1968 година? Една работа ги обединува сите овие движења. Таа работа е дека тие движења беа насочени антибирократски и против зајакнатата институционална контрола, особено врз младите во 60-тите години. Од теоретска гледна точка не би сакал да се задржува многу во интерес на слушателите, меѓутоа од теоретска гледна точка за ова се расправало уште во 19-тиот век. Вебер зборува, или е предвесник, некаков вид на визионер, зборува дека бирократијата може да концентрира преголема моќ. И ова се јави како проблем во 20-тиот век подеднакво и во, условно кажано, социјалистичките, комунистичките општества, кај што бирократизацијата беше клучниот проблем кој што на крајот и придонесе тие да се растурат, меѓутоа и во капиталистичките општества. Бирократскиот механизам е инструмент на демократијата, меѓутоа се види дека постепено акумулира преголема моќ која што ја злоупотребува и таа моќ значеше само зајакнување и се поголема социјална контрола. Може би токму поради ова, условно кажано, бунтовништвото без причина во 60-тите години стана императив и произведе некакви општествени промени кои што рефлектираа во различни земји, кажав, на различни начини. Денеска, или 60-70-те години од теоретска гледна точка, за ова зборува Фуко, особено постмодерната, теоријата на дискурсот, нешто ќе зборуваме, студенти ни се сега втора година, во трета година ќе работиме малку поинтензивно. Теоријата на дискурсот вели дека целокупното општествено поведение е институционално контролирано, па дури и дека е креирано. Бројните институции, во минатото тоа биле можеби многу повеќе тоталните институции. Денеска речиси сите институции работат во овој правец. Можеби универзитетот треба да биде онаа светлина кој што ќе понуди простор за дискусии, за дебати и така натаму. Околу арапската пролет би сакал да се задржам на неколку сегменти. Првин, поводот, зошто се случи и зошто токму сега се случи. Се согласувам со Војо Маневски дека економската криза беше на некој начин иницијатор или иницијална каписла да се случи ваквата револуција, меѓутоа има и други аспекти, особено од аспект на генерацијската диспрепанца која што постоеше во тој арапски свет. Последните вакви, условно кажано пак револуции, тогаш беа квалификувани како воени удари, се случува 70-тите и 80-тите години. И сега веќе доаѓаат нови генерации кои што не можат да обезбедат економска екзистенција, кои што исто така го чувствуваат теретот на општествената контрола, бараат поголема слобода и сосема е оправдано да видиме бунтовништво. Методот или начинот на дејствување исто така е поврзан со економската криза. Не знам колку знаете, може би е пикантерија. Окупира го Wall Street движењето кое што почна една година пред арапската пролет. Помогна многу во начинот на организирање на овие, условно кажано, револуционерни движења кои што се случија низ целиот арапски свет. Преку масовните медиуми на комуникација, значи, од, не знам, оперативно дејствување, има институции кои што се занимаваат за тоа, начин на организирање, идеолошка подкрепа и така натаму. Интернет мрежите исто така, нешто што не постоеше пред 10 години. Денеска можеме да зборуваме за социјални мрежи, дали се тоа Facebook, Twitter, форуми и така натаму, кои што помагаат да се развијат и да се интензивираат ваквите движења и даваат каков таков простор за слобода на изразување на младите, која што после тоа може да се манифестира и низ различни други начини. Кои беа основните цели? Јас добивам впечаток, значи имав прилика да ги следам последниве 2-3 години, интензивно ги следев, особено дури во живо следев на Ал Джезира како се окупира Тахрир плоштадот во Египет, како полицијата интервенира, анализи, исто така консултира бројни статии и така натаму.
во овој дел јас имам впечаток дека иницијално беа нормално антирежимски настроени, продемократски, ова беше некаква јавна цел која што можевме да ја видиме во медиумите, прекрејената цел повторно се поклопува со сите движења кои што се случија од 60-тите години навака. Повторно имаме антибирократско действување и желба за помала социјална контрола или поголема слобода на младите. Една работа би сакал да расчистиме. Значи, не постои единственост во така наречената арапска пролет. Секоја држава има своји специфики. Тунис, Турција, претходно спомнавме, Турција не е арапска држава. Тунис е можеби најсекуларната арапска држава во целокупниот арапски свет. Правата на жената таму се многу повисоки дури од многу од државите во Источна Европа. Ајде, Западна Европа да не компарираме, меѓутоа, значи се еманципирани, имаме поети, имаме писатели, се етаблирани така натаму. Во Тунис интересно е доминираше социјалниот момент. И иницијално знаеме како почнаа тие протести со запалување, само запалување поради корупцијата на официјалните државни чиновници во еден мал град во Тунис. Во Египет главната карактеристика е дека носителите на ваквото движење беа студентите и ова прерасна во некако вид на интелектуално движење. Иницијално велам, затоа што подоцна се испостави дека резултатите или придобивките ќе ги жнее некој друг, кој што ја искористи демократијата за да ја продолжи таа квази тоталитарност. Не би можел да кажам диктатура, не би можел да кажам тоталитарен режим, меѓутоа инклинира кон тоа. Во Либија многу јасно се согласувам со мојот соговорник, значи во претходните две немавме толку јасна надворешна интервенција. Дури за Египет Соединените американски држави отворено застанаа на страната на бившиот претседател. Цело време речиси до крајот стое. Во Либија имаме јасна надворешна интервенција. Мислам дека тука не би требало да има дилема, тоа се виде од иницијалност па се до оние бомбардирања, воени интервенции и така натаму. Во Сирија имаме сосема друг случај, кај што одиме кон граѓанска војна. Имаме сектарски насилства, сектарски во смисла на различни религиозни припадности, не секти, како што ги знаеме да ги дефинираме. И видов, и еве, Сирија се уште трае, гледаме дека резултатот не е на повидок. Прашањето е, дури и да биде тргнат овој режим, што ќе се случи потоа, ја мислам дека оваа војна дури тогаш ќе се разгори. И ова е голем проблем. И повеќе, мислам над 100. Се релативно е бројките, со бројките да не манипулираме. Што е интересно? Покриеноста од страна на медиумите на ваквите револуции. Имаме револуции кои што воопшто не беа покриени од медиумите. Значи, Јордан минимално беше споменато. Ирак никој не спомена. Имавме масовни протести во Ирак, особено во Курдистан, северниот дел, кои што повторно не беа интересно, не беа национално, туку беа социјално мотивирани. Бахрейн. Имаме Формула 1, па тогаш ќе слушнеме дека таму има протести. Инаку во континуитет постојат протести. Дури во Саудиска Арабија имавме, во Јемен и така натаму. Држави кои што очигледно не се на приоритетната листа на некој и очигледно ова проширување на демократијата е селектирано од некаде или е селективно интерпретирано. Кој е исходот? Она што е клучно, значи иницијално студентите го покренаа движењето во Египет. Меѓутоа што се случи после тоа? Нормално, имавме демократски избори, меѓутоа ова демократија е вовед, тоа е моја квалификација, вовед кон нови форми на политичка доминација. Не би сакал да кажам тоталитаризам, би кажал политичка доминација, затоа што имаме сега исламска опција, панисламска опција, тоа се муслиманските братства, кои што 60-тите и 70-тите години го иницираа она што денеска е познато како меѓународен тероризам. И што се случува сега? Во декември месец и во јануари месец, че декември 2012, јануари 2013, повторно студентите излегува на Тахрир, на плоштадот во Египет. Зошто? Затоа што новиот претседател Морси се заложи да го промени уставот, меѓутоа ова промена не води кон демократизација, туку води кон централизација и зајакнување на неговата политичка моќ. Значи, повторно излезе дека, ајде еден коментар од минатото лето, после убиството на американскиот амбасадор во Либија во Бенгази, западните медиуми почнаа да коментираат дека арапската пролет
стана арапска зима. Или денеска имаме коментари од гледна точка дека во суштина самиот процес, демократската основа на самиот процес на арапската пролет беше украдена од некого. Некој друг се јави како субституент, кој што понатаму повторно продолжува да ги користи истите механизми, контрола на медиумите во Египет, контрола на изборните процеси, манипулација со изборното мнозинство. Точно дека демократијата е владење на мнозинството, меѓутоа тоа мнозинство треба да внимава и за интересите на малцинството. Тоа не значи дека мнозинството треба да апсолутно да владее со малцинството и да не се грижи за нивните интереси. Врете, доколку тоа се само уште една реченица. Добре. Би сакал да кажам дека ова арапска пролет има рефлексии, меѓутоа тоа се искривени рефлексии. Тие рефлексии можевме да ги видиме дури и кај нас. Минатата година во месец јануари, февруари, март имавме протести, интересно, во Струга. Протестите беа мотивирани од карневалот во Вевчани. Се случија 3 недели по завршувањето на карневалот. А карневалот после 20 години. Символички гледано, во Струга беше симнато македонското знаме, не беше кренато албанското, туку беше кренато исламското знаме. Значи, арапската пролет делуваше стимулативно, меѓутоа делуваше стимулативно некаде во регионов во насока на заекнување на одредени национализми, а некаде дури и на мала врата промовирање на некако си, условно кажам, пан-исламизам. Добро, би благодарам. Во ред, да, имаме уште по еден круг на говори од говорниците, но тоа ќе биде повеќе како вид на прашања кои што ги чуваме за пред крајот на ова издание на радио дебата. Јас само ќе ги повикам повторно од тимот на афирмативците да ќе ги замолам поточно да одговорат на овие прашања кои што се поставени за тоа дали зошто мора да една револуција да заврши со воведување на демократија. Кико? Би можел ли сега да ја одговориме овие прашања на слушателите кои што веројатно се упатени до вас? Добро, поентата е дека една револуција може да заврши, да речеме, на два начини. Едниот начин е да не успее револуцијата, другиот начин е или деломно да успее или целосно да успее. Поентата е дека кога револуцијата се стреми кон нешто, не велам дека секогаш се стреми кон демократизација, меѓутоа се стреми кон добивање на одредени придобивки кои што таа револуција ги зацртала. Ако тие придобивки се демократизација на земјата, тогаш веројатно во арапската пролет тие луѓе кои што се стремат кон демократизација со револуцијата ќе се стремат кон демократизација, што не значи дека секогаш мора да заврши со демократизација. Можеби ќе заврши само со обид за демократизација, меѓутоа не и фактичка демократизација на земјата. Верете, и ова второ прашање кое што веројатно се однесува до другиот тим, дали постои такво нешто како демократски режим, односно демократска диктатура? Имаше еден теоретска тема, професорот Секјава ја еден од коавторите на наш типенец Алесандар Галечко се викаше демократски централизам. Тоа е кога употребите два збора чие спротивност не ги исклучува, ама ги спротиставува по имите и сега може да го употребиме како кованица. Тоа е како црно-бело тим. Нешто демократски централизам. Од прилика може да се одговори во историјата и во политиката има таква појава како просветен апсолутизам. Значи, таму некаде во 17-тиот век и завршува просветниот апсолутизам, завршува со француската револуција. Дали има демократски режим, така? Режим, да, диктатура. За секој, ако се употреби терминот за секоја политичка организација на општеството може да се каже режим, доколку го толкувате од страната на тие некои што им еускратена слободата, некоја која е замислена или вистинска, тоа е повеќе игра на зборови. Значи не би требало во животот да постои тоа исто како дрвено железо, не? Така. Вред, ви благодарам. Правиме уште една кратка пауза и се враќаме со оние завршни излагања или оние прашања кои што ќе ги имаат еден кон друг тимовите кои што ќе си ги упатат меѓусебно. Радио дебата на УГД ФМ. Вклучи се. Продолжува радио дебата на 91 МГц. Продолжуваме со една интересна тема, а тоа е револуциите како арапската пролет можат да донесат стабилна демократија. Еден од тимовите сметат дека можат, другиот смета дека не можат да донесат стабилна демократија. Ние ќе дебатираме токму на таа тема дека
може или не може да донесе стабилна демократија. Ќе го слушнеме завршните говори на тимот на афирмативците, односно на оние кои што сметаат дека преку револуции слични на арапската пролет може да се дојде до стабилна демократија. Некој од Кико и од Мартина ќе ги има завршните говори. Кико, повели. Добро, е и мојот трет говор. Најпрво, мислам дека конечно професорот слушнавме на малку подетална анализа на тоа што се случуваше, кој бил поводот, методот, целите и на крајниот исход нели од арапската пролет. Во однос на целата дебата можам да констатирам неколку работи. Најпрво, револуцијата како тоест протестите, револуциите, сите случувања, демонстрации во арапската пролет и оно што ги зафати арапските земји, мене лично мислам дека даде еден нов канал или нов простор на тие луѓе таму да кажат дека нешто не чини во тие земји, да го свртат вниманието на јавноста, било да е тоа од западот, било да е тоа од сите светски сили, да го свртат вниманието на јавноста кон нивните земји, кон случувањата таму и кон ситуацијата која што им се случува нив. Поради тоа сметам дека арапската пролет како таква може да вроди со квалитет, поради тоа што да се вмешуваат многу сили, многу економски сили од различни интереси. Нели во главно тоа се економски интереси, бидејќи тој е одговор на големите сили, меѓутоа се вмешуваат во демократизација на земјата, условно речено, повторно ќе речем, бидејќи дали вистинската нивна политика е да се воведе на вистина демократизација и да се решат проблемите на тој народ е друго прашање на дебата, меѓутоа поентата е дека овие народи со арапската пролет успеа да го свртат вниманието на другите земји кон случувањето кои што се случуваат како такви и тоа е еден потенцијал или предуслов да таквата револуција да вроди со плод. Втората работа за која што би зборувал се методите. Методите кои што ги спомна професорот се по примерот на Окупирај го Wall Street и интернет мрежите, кои што условно речено повторно се од методи од западните земји, методи од демократските земји, односно методи кои што се користеле за протести и демонстрации во земјите кои што не се исламски земји, значи во други земји. Таквите методи всушност ни покажуваат, ни потенцираат на еден нов бран кој што се случува во тие арапски земји, на една нова промена која што се случува таму. И всушност да не го заборавам, главниот слоган на арапските земји беше луѓето кои што сакаат да го соборат режимот. Значи луѓето кои што се бунтуваат да го соборат режимот. Тоа беше главниот слоган и веројатно и професорот спомна дека беше едни од главните цели беа антирежимски цели и продемократски цели, иако прикриените биле антибирократски действија и поголема слобода на младите. Согласувам дека таквите цели се сосема легитимни и за демократски земји. Значи да се бара поголема слобода е легитимно. Добро, овде треба секој да се внимава и на обврските кои што ги наложува една демократија, една земја во демократија, меѓутоа барањето на поголема слобода не води кон патот на демократизација на земјата. Третата работа е дали целите се легитимни, го начинав прашањето, мислам дека е сосема логично револуцијата да се искористи како канал за да се добијат ваквите легитимни цели. Од еден аспект, дали арапската пролет доведе кон демократизација на земјата, по овие 2 години откако помина, не можеме да констатираме дали вистинските цели се добиени. Меѓутоа, патот, однос по кој што се стремат, некаде се искривува, меѓутоа некаде се постигнува. Како што спомна професорот, медиумите не ги покриваат сите протести, не ги покриваат сите демонстрации, можеби ги покриваат оние кои што им одговара на дворешните политики на поголемите земји, но тоа не значи дека во земјите како што се Јордан, Јемен и кои се други беа спомнати, дека таму не се постигна одреден прогрес. Тоа е оно што ние го зборуваме, дека ваквата арапска пролет има одреден прогрес, односно одреден добар исход кој што дава основни темели на демократија. Друг аспект е дека дури и исходот кој што бил во Египет е вовед кон нови форми на политичка доминација, поради тоа што уставот не води кон демократизација. Повторно еден момент кој што го спомна професорот е дека повторно се појавуваат протести на студентите. Тоа е добар пример дека студентите веќе развиваат свест, дури народот во Египет, дека не сакаат таква власт, дека не сакаат таква политичка доминација и токму тие протести на студентите ни кажуваат дека таквата свест се развива и дека таквата свест е потребна за да се демократизира тоа општество. Кико имаат реплика, професор Страшко Стојановски има реплика, професоре? Точно е дека студентите повторно протестираат, меѓутоа, знаете што? Сегашниот режим ги знае методите на нивна организација. И сега веќе многу потешко се организираат и мислам дека, ајде да не кажем многу по-брутално, меѓутоа суптилно, многу
посубверзивно делуваат во системот на нивното организирање, па имаме нешто што и тука го видовме, Бугарија, Словенија, Македонија, денеска имаме протести, веднаш до нив имаме контрапротести. Па имаме контрола на социјалните мрежи. А од таму ли е тоа со контрапротести? Не, тоа може би и ние да ќе си го патентираме, не знам, ама постои на многу места. Така да режимот сега делува многу повеќе суптилно за да ги дезорганизира тие студенти и не би кажал дека патот е трасиран повторно да имаме реакција, затоа што сега има други начини тие да се контролираат. Не мислам дека овде е третиот Њутов закон на секоја акција, нели се наоѓа на реакција, така. И сметам дека и студентите се доволно креативни да се изненат нивни нови начини на протести. Да го измамат режимот. Да го измамат режимот, доколку и тргнеме од тој аспект дека вакви демонстрации во вид на само запалување нели имало и во студентските протести во Прага, кои што делумно не биле со многу добар резултат, меѓутоа не значи дека доколку овие протести со вакви или слични действија се случуваат некаде на друго место, не значи дека истите нема да успеат. Не значи дека ќе успеат, меѓутоа тоа се само претпоставки и прашање на време како би бил исходот, за кој што можеме да претпоставуваме дали ќе биде успешно или не, меѓутоа никогаш со сигурност не можеме да тврдиме каков би бил исходот од ваквите демонстрации. И сепак се уште мислам дека кога студентите, ги земавме како таргет група, кога студентите или луѓето веруваат дека доколку уставот во Египет не води кон демократизација, кон оно кој што е нив идеал во оваа револуција, повторно протестираат, верувам дека можеби би можеле да најдат начин за да го урнат тој цел систем и да се воспостави нов систем. Да, патот е тежок, патот е долг, меѓутоа тоа е оно кон што ние велиме. Една стабилна демократија не се добива преку ноќ. Ниту една држава, било да е тоа денес западна држава или светска велесила, не ја добила таа демократија преку ноќ, не го добила тој стабилен режим преку ноќ. Процесот на добивање на стабилна демократија е добра. Арапската пролет, како такви револуции и демонстрации, може да биде добра причина и повод за да се постигне таква стабилна демократија. Киком, те благодарам на твоето излагање. Ќе одиме веднаш и со излагањата на гостите овде во студиото на Војо Маневски и на професорот Страшко Стојановски. Овие предлагам да бидат малку по-кратки излагања, затоа што се завршни излагања веќе и немаме толку многу време. Можеме да, ако се слуша музиката веќе од мултимедијалниот центар, почнува фестивалот Култра овде во мултимедијалниот центар. Војо Маневски, мислам дека прв ќе го има своето завршно излагање. Маневски, повели. Прво, да појасниме една работа. Не постои статус студент. Значи, тоа е временски ограничено, трае 3 или 4 години. Сега, бунтовноста е врзана за студентите, додека да станат социјални категории, вработени, невработени, успешни и така натаму. Значи, не постои нешто што ќе биде од една групација промена на општествениот систем, затоа што ќе престана да биде студенти. Тоа е така до сега во историјата. Што ќе се случи од арапската пролет? Вака, мене сето ово ми личи на веќе видено. Има еден убав стрип некаде од 70-те години, се вика како да се биде калиф место калиф, а оној големиот везир во превод на тогашен српски јазик се викше изногут, кога го свртиш вака, изгледа кој ми презиме од англиски, значи тој не е добар. Така ли? Сега, ова што се случува е мешавина од интереси, од глобален свет. Значи, младите во Египет, исто како и нашите деца, и ние самите, и другите, потокот на информации го добиваат многу побрзо, ги користат современите методологии, современите начин на комуникација и налесно е, се знае дека налесно е да се владее со народ кој нема доволно информации, да кажеме, лесно да се владее со прост или неписмен народ. Тоа веќе помалку или повеќе го нема во светот. Или ќе изгинува. Да не се повторуваме дали со некој се согласуваме или не, ама се согласувам со професорот, доминарски речено, точно е тоа, некоја циклична форма на 25 години се променува слојот на луѓе кои владе. Така и во Европа. Само што овде наизглед не изгледа така. Значи, кога малку моите колеги новинари почнат да го разборичкаат сето тоа, изгледа дека едните исти фамилии владеат со Европа веќе 200 години. Во арапскиот свет таа традиција е уште поголема. Проблемот е во тоа што на тој простор се концентрирани
не знам дали половина или нешто помалку, да не шпекулирам со бројки, од енергетските ресурси на светот. Парите добиени од нафтата не се делат еднакво на сите или не се делат за граѓаните, за добар живот на граѓаните, и тие тоа го дознаваат, го знаат преку современите облици на комуницирање и бараат своја парче од колачот. Тоа ќе се заврши кога изног гуд ќе стане калив место калив, еден нов слој ќе станат полковници и генерали, ќе располагаат со богатството, додека го има, другите ќе чекаат некоја нова револуција, за формите не зборуваме, дали ќе бидат тогаш преку социјалните мрежи или повторно ќе биде со калашникови, не знам. Инаку, кој човек како мене од 52 години, веќе 2 пати му се случува тоа на Блискиот Исток, па и во Европа. Така да, промената на системите е болна работа за граѓаните и секој се работи за прераспределба на општествениот колач. Рушењето на недемократските системи од Источна Европа дојде до уништување на еден цели генерации луѓе кои ги стрекавате по улицата, кои не знаат што да прават со себе, и со девастирање, деиндустриализирање на цела една Источна Европа, која денес е обична преработувачка сила за индустриите од Западна Европа. Јас се плашам дека нашите пријатели, навистина, арапите и македонците има долговековна соработка. Еве рече професорот Тиден Ивен, крал е некаде од овие краеви. Значи, луѓе, јас мислам дека и ова ќе заврши како и секојаш во историјата, со чекор напред, во секој случај. Секоја генерација прави чекор напред, а од таа генерација ќе се искристализираат владетели и слуги, тоа е во природата на човекот. Ред, ти благодарам, во тоа беше дел од твојот завршен говор и нормално ќе му дадам збори на професорот Страшко Маневски во својот завршен говор да ги каже своите завршни излагања. Повели? Мислам дека еве вечерва ќе се сложиме со една работа сите тука, дека целите на оние кои што ги инициираа протестите се сосема легитимни. Апсолутно младите тежнееле кон бунтовништво, тежнеат и ќе тежнеат. Ова ќе продуцира некакви промени. Она што е клучно за мене и мојот соговорник, значи Војаманевски, е самиот исход. Кој ќе биде продуктот? Воопшто не е проблематично кои се целите, дали се легитимни или не се легитимни. Дали треба тие методи или може би малку поинакви, дали треба понасилни или поблаги, тоа е прашање кој што може да се дискутираат. Клучен е исходот. Кој е финалниот продукт? Од студентите слушнавме дека ова ќе значи почеток кон демократизација. Не би се сложил, затоа што тој почеток е направен многу одамна. Чи дали овие промени се случуваат циклично на 20-30 години или на 10 години, дали одредени години имаме поголем степен на демократија, други години имаме помал степен, тоа се прашања кои што исто така може да се дебатираат, меѓутоа процесите се почнати многу одамна. Ова исто така е една од манифестните содржини на самата демократија, таа ќе продолжи, ова се искуства на кои што ќе се учи, така натаму, позитивни или негативни. На самиот крај, студентот спомна дека може би финалната цел би била уривање на систем. Тоа е големо прашање. Што би значило уривање на систем? Уривање на режим, знаеме сите што значи, меѓутоа уривање на систем, 90-тите години имавме уривање на еднопартиски системи, дојде, имаме сега пазарна економија, имаме демократија и така натаму. Кој е новиот систем кој што треба да биде, условно кажано, измислен за овие држави од арапскиот свет или кој што може би можел да ја замени демократијата или да биде нејзин субституент во иднината? Ова е големо прашање. Професор, јас само за крај... Основното прашање е што ќе се случи day after tomorrow. Така. Јас само сакам за крај да ве прашам дали секогаш младите треба да бидат тие кои што ја преземаат иницијативата за револуција и за промени, а постарите секогаш ќе се држат во една статус кво позиција, во една комотна фотелја, и дали кога веќе спомнавме нели млади стари некако така се наведе целата дебата, и дали ќе имате
предвидување, прогноза дали ќе дојде момент кога ќе во сите држави на некој начин ќе биде разрушена диктатурата која што тука и таму владее. Не е само арапскиот свет кој што воспоставува диктатура, имаме и многу поразвиени држави кои што имаат проблем со режимско владење. Значи вака, мислам месец дена имавме една дебата интересна во општината, се однесуваше на цивилното општество или граѓанското општество во Македонија и добив едно прашање кое што се однесуваше на тоа дали младите се чувствуваат повеќе или помалку слободни во однос на возрастните. Јас тврдам дека младите се чувствуваат многу повеќе слободни, што е сосема природно, значи самите години го прават тоа. Студентите ги таргетиравме затоа што тие имаат акумулирано доволно знаење и се доволно дрски да ги манифестираат нивните ставови, што е апсолутно позитивно. Точно е, секогаш младите ќе бидат предводници затоа што тие имаат смелост и не се до тој степен контролирани од институциите. Она што е проблематично за денешната младина, условно кажано пак проблематично, е тоа што младите се повеќе слободни, за разлика од возрастните, меѓутоа не гледам толкава иницијатива. Дали ова е резултат на онаа теорија на дискурсот која што ја споменав? Дали таа иницијатива е супресирана без и тие да бидат свесни за самото тоа? Значи, тоа е аспект кој што ми недостасува и на кој што може би треба да се работи во еднината. Еве, Штип е академска средина, имаме универзитет, имаме факултети, ова е еден од начините на кој што се поттикнува дебата. Мислам дека треба да продолжиме во овој правец и да делуваме и ние на универзитетот и надвор од универзитетот, да ја прошириме таа дебата и да ги поттикнеме младите да делуваат кон промени. Не е прашањето колку се во право, дали се помалку или повеќе, секогаш ќе има дебати, но мора да делуваат, да бидат проактивни, односно да бидат иницијативни. Еве, тоа е мојот апел кој што би сакал да. Така. Ви благодарам многу на сите за гостувањето и за учеството во ова радио дебата. Наистина излезе една плодна дебата од овие ваши гостувања. Ги исцрпивме аргументите. Се надевам дека следната седмица ќе имаме исто така фина дебата. Мислам дека следната седмица ќе се преселиме и долу во студентското бифе на економскиот факултет. Ќе ви информираме благовремено преку фреквенцијата на Угада FM и преку социјалните мрежи. Ви благодарам и на вас слушателите кои што бевте заедно со нас во ова издание на Радио Дебата. Ви благодарам што учествувавте со ваши коментари преку социјалните мрежи. Репризното издание на Радио Дебата е во среда во 21 часот. Следете на youtube.com/Угада Штип и на facebook.com/Угада FM. Подкаст за оние кои што ќе го пропуштат и репризното издание може да слушаат на mixcloud.com/Угада Штип. Ви благодарам, имајте пријатна и убава ноќ.